Зовре вербалната пресметка помеѓу приватните превозници и ЈСП. Превозниците тврдат дека ЈСП има заостанат долг од 170 милиони денари кон нив, од кои 90 милиони веќе се доспеани. Директорот на ЈСП им возврати: долгот е значително помал и тој постепено се намалува, но чуда не може да направиме. Плата за кој месец земате, прашуваме? За септември. Па за септември јас за март земав, бе. За август и септември ќе. Па јас за март земав, бе, другар. Да. За март земав сега, па за кој месец ми даде пари? Може да не викаш. Па не викам ти кога ти зборам. А што е сега? Па сега кажи ми за кој месец има плата ти? Јас за март. Добро и Па што бе, како што и, како и, што збориш? И ми деца имаме, и ми Што и? треба да јадеме. Заглавени сме по пумпи, по кредити, по све сме заглавени, бе. Приватните превозници порачаат дека ќе почекаат до понеделник за подмирување на долгот, а потоа, доколку не си ги добијат средствата, или целосно ќе ги паркираат автобусите, или ќе возат редуцирано. Остануваме да возиме до понеделник. Ќе чекаме, значи, информација од директорот на ЈСП, доколку ни се уплатат средства. Ние сакаме да работиме, ќе се продолжиме да работиме. Меѓутоа, сакаме да не разберат сите дека без средства немаме ние како да продолжиме. И треба уплата веднаш итно од ЈСП. Нека се уплатат, ние ќе се работиме. Еве директорот нека каже зошто конкретно збориме за моите линии не пушта возила на тројка, на 3А, на петка нема возила, на 63 нема, на 65 нема возила. Ја знаеме состојбата во која се наоѓа ЈСП години наназад. Долговите кон приватните превозници се плаќаат согласно нашите можности, вели директорот на ЈСП Драги Кушовски. долгот се намалува, долгот не е тој што беше кажан сега. Тоа може да се види дека ги покажат нивните финансиски картици, да видите дека долгот не е тој. И веќе мислам дека треба да престанеме да манипулираме со граѓаните и дека ЈСП располага со тој возен парк кој што располага, ги пушта сите автобуси да возат. Значи, недостаток на автобуси, знаеме сите се смесни дека има, а ние да пуштаме нашите автобуси да бидат полни, за да се штедат приватните автобуси, да не се амортизираат и било што, тоа е недозволиво. Долгот во моментов е околу, за сите тројца превозници, околу 60 и нешто милиони денари. Не е точно. Добро, Тоа не е покажете точно, и картиците ќе ги ако е покажем. така. Кушовски и приватните превозници не можеа да се согласат и околу тоа кога се испратени фактурите за исплата, колку средства веќе се легнати на сметките и колку всушност изнесува долгот. Но ниту една од двете страни не донесоа официјална документација со која ќе ги потврдат своите тврдења. Дали ќе има редуциран возен ред и гужви на автобуските постојки од понеделник, останува нејасно, но граѓаните кои користат јавен превоз треба да бидат подготвени и за ваква можност.